Екоакции за чистење во југоистокот викендов спроведуваат општините и комуналните предпријатија. Струмичкиот градоначалник и советниците заедно со комуналец ја чистеа дивата депонија кај село Костурино, која што им боде очи на сите патници кои што патуваат по регионалниот пат Струмица-Валандово. Продолжуваме и понатаму со акциите за чистење на општина Струмица. Еве овде сме на самиот почеток на влезот во територијата на општина Струмица. Тргнуваме систематски од овој дел. Јас би сакал да најавам и наредни такви активности кои што ќе одат во тој правец: чистење на Струмица, чистење на дивите депонии, чистење на градот. Тоа е една сигурно опсежна акција, макотрпна акција, и јас би сакал да апелирам во оваа прилика до сите наши сограѓани да внимаваат каде го фрлат ѓубрето, каде го фрлат сметот. Ова ќе биде еден период во кој што таквите активности ќе се обсервираат многу внимателно, веќе се и инспекцијските служби на терен. Не би сакал да доаѓаме до некои непријатни ситуации да мора да се казнуваме. Мислам дека сите сме сложни, заедно сите заклучуваме дека чистоката, зеленилото, уредениот град е наш приоритет. Тука ќе дадеме максимално се од себе. Мислам дека луѓето сигурно свесни се оти не постои таква армија на луѓе која би можела да исчисти се она што ние можеме од друга страна да го онечистиме, да го загадиме. Тоа е апсолутно сигурно и апелирам до нашата свест да се подсетиме на општите критериуми како треба да се однесуваме кон нашата околина, кон нашиот град, кон нашата природа. И се очекувам дека луѓето сами меѓу себе ќе постапат самокритично, дека ќе размислат за некои чекори што ги прават, бидејќи тоа ни представува најголемиот проблем во сите средби со граѓаните. Ниеден од нив, ниеден од нас нема дилема дека ние сме тие главните кои што треба да го одиграме најважниот фактор во чистење на нашата средина. Комуналното предпријатие дава се од себе, ние направивме и план, еве се движиме по тој план. Знаете дека имаше една опсежна акција пред известно време. Еве, како што обеќавме неколку пати годишно ќе правиме поголеми генерални акции. Тоа го сега и остваруваме. Меѓутоа, пак ќе кажем, многу внимателно, многу самокритично мора сите ние да се однесуваме, бидејќи на вистина ова чистење на онаа што е депонирано до сега, мислам дека месеци и години ќе треба да се исчистат ако ние и понатаму продолжуваме така да се однесуваме. Мора нешто драматично да смениме во нашата свест и во нашето чувство и во нашиот однос према природата и према нашата општина. Денес сме на локацијата на магистралниот пат Валандово-Струмица пред населеното место Костурино. Општина Струмица заедно со јавното комунално предпријатие се вклучува во акцијата која што беше поддржана и поттикната од ЗЕЛС. Денес официјално овака започнуваме. Локацијата зошто сме баш тука ја одбравме заедно со општина Струмица и јавното комунално предпријатие затоа што пред известен период во населеното место Костурино веќе почна да се собира во пробно тестирање, значи собирање на сметот од домаќинствата. Така да веќе 2 пати неделно доаѓаат нашите екипи, се со цел да ја стекнеме навиката и на граѓаните, но воедно и нашиот ритам и динамика на работа, да го собираме сметот од домаќинството, значи од населеното место Костурино. И баш во контекст на тоа, денес ја чистиме оваа локална депонија, за да се надеваме дека во наредниот период граѓаните и на населеното место Костурино нема да веќе да ја користат. Исто така, можам да најавам дека и во наредниот период следува акција која што вообичаено општина Струмица и јавното комунално предпријатие ја спроведуваат во текот на пролет и на есента. Ќе спроведеме и оваа година, која што, еве, да кажеме, формално почнува на некој начин и од денес, но ќе трае некаде околу 30 денови, така да во наредниот период граѓаните ќе бидат дополнително информирани за сите наши активности, начинот, динамиката, деловите каде што ќе се чисти така натаму, се со цел да и сите домаќинства и граѓани бидат вклучени во однос на вадење на оној смет кој им е непотребен и смет кој што треба да го собереме и да го депонираме. Се со цел да добиеме, кој што е заложба и на општина Струмица, на градоначалникот и на јавното комунално предпријатие, чиста Струмица и зелена Струмица.
Се чистеше и во Дојран, а се уредуваа и зелените површини пред почетокот на туристичката сезона. Денес имаме акција за чистење на крајбрежјето на Дојранското езеро. Таа акција спроведуваме пред се за подигање на свеста кај граѓаните за почиста и поубава животна средина. Мене ми представува огромно задоволство и сакам да им се заблагодарам на сите присутни граѓани кои што дадоа придонес во оваа акција. Акциите за чистење и уредување на животната средина ги организира ЗЕЛС на територијата на цела држава.